Јас во целост ги негирав овие наводи и морам да кажам дека не само скопјани, туку и цела Македонија знае и верува дека луѓето кои што ги продадоа македонските национални интереси, сега пред 2 дена од изборите излегуваат со наводи кои што јас не можам низ постапка да ги докажам. И тоа го прават зошто? Затоа што јас не бев нити човекот, нити жената која што ги тераше да дадат изјава дека доколку го изгубат Скопје, дека ќе ги изгубат своите политички кариери и своите функции. И извинете, меѓутоа скопјани, меѓутоа и цела Македонија немаат кратко памтење, знаат кој ги продаде македонските национални интереси, знаат кој зборуваше и кој не караше со Бугарија и верувам дека ова е уште еден чекор на покажување и демонстрирање на нечија слабост, особено познавајќи дека за сите овие работи кои што ги изнесоа во изминатите неколку дена, меѓутоа и во следните денови, јас нема да можам во толку краток рок да докажам и да покажам дека безумно лажат само за да си ги спасат политичките кариери и функциите. Дали никогаш сте го носила името Даниела Јовановска, односно Арсовска? Не, никогаш името Даниела не сум го носела. Јас сум родена Данела Јовановска, сега сум 20 и нешто години, Данела Арсовска. Името е по мојот дедо Дане, кој што е македонец. Родена сум скопјанка, живеам целиот свој живот во Скопје, имам тука семејство, фамилија кои што безумно ги напаѓаат, почнувајќи од моите родители, почнувајќи од мојот син, од мојот сопруг и верувам дека скопјани ова безумие сега што се случува и овој личен напад кој што го деживувам од луѓето со кои што 5 години ме викале да им давам економски совети за економски мерки и седеле со мене на маса, сега да кажуваат дека е антидржавен елемент. Многу добро знаат луѓето и во Македонија и во Скопје дека сето тоа не е вистина. И треба да се срамат од тоа што го прават. И јас веќе пуштив една тужба и се останато исто така, меѓутоа сега овој пат нема да биде без надомест. Сега тужбата ќе оди со надомест и има сите средства кои што ќе ги земам од сите овие безумни лаги од овие изминати неколку дена да ги донирам и тоа не на политичка партија како што лажат, затоа што никогаш во својот живот нити сум била член на политичка партија, нити сум донирала на политичка партија, нити сум направила нешто погрешно. Да сум направила нешто погрешно немаше да се кандидирам во трка каде што ќе ме напаѓаат вакви безобразни луѓе и луѓе кои што лажат континуирано, истата мисла не можат да се ја задржат нити 2 дена од како ќе ја кажат. Затоа скопјани ве молам, доколку сакате човечност, поддржете човек за градот Скопје, затоа што денеска јас веќе имам 2 непријатели. И овој кој што не направи нити водовод, нити канализација, нити го исчисти Скопје, затоа што се кандидирам за градоначелник кој што ќе го направи градот поубав, а не за премиер или за председател, туку за некој кој што Скопје сака да го врати на скопјани, скопјани да имаат поубава иднина. А од друга страна имам нов непријател кој што денеска се пројави и сака да каже дека има антидржавен елемент во мене. Извинете, ве молам, меѓутоа вие ги продадовте македонските национални интереси. Јас сум Данела Арсовска, председател на Сојузот на стопански комори на Македонија. И јас своето име, нити името на моите членови не го продадов. Ви благодарам. Ќе побарате од бугарските власти да го потврдат тоа манипулација што викате дека го прават вашите политички опоненти. Знаете како вака, во следните 3 дена, почнувајќи од денеска, од тука ќе одите на друга пресконференција, каде што повторно безумно ќе лажат. Јас ви кажувам дека за сите овие работи, овие луѓе ќе си одговараат, почнувајќи од лагите кои што ги направија во изминатите 5 дена за мене, за моите родители, за мојот татко, за мојата мајка, за моето дете, за мојот сопруг. Секој еден човек кој што има во својот живот некој близок, роднина, родител, дали сака вака да му го напаѓаат како што прават овие луѓе кои што до вчера, извинете, немале никаква забелешка на мене, нити како личност, нити приватно, нити професионално. Зошто го вадат ова сето? Зошто сега ги прават овие работи? Кога сето ова не може да дојде до своја завршница? Затоа што се плашат дека ќе ги изгубат своите фотели. Не ги терав јас да кажа дека ќе дадат оставка и дека ќе ја напуштат владата ако го изгубат Скопје, а ќе го изгубат Скопје затоа што јас сум подобар човек. И треба да кажат зошто скопјани не им реализираа сето она кое што го ветија во изминатите 4 години. Од 2017 до 2021 година овој актуелен градоначелник ниту 5% не реализираше од сопствената програма. И нормално е дека тој човек секој еден ден ќе ме напаѓа, ќе уценува, ќе гребе за да се ја задржи функцијата која што не ја заслужил. А јас ќе ја заслужам. Јас ќе ги превземам сите мерки кои што се возможни за да се заштитам од овие лажомани. Сите.
од прв до последен ќе се консултирам со најдобриот правен тип, со сите луѓе кои што можат да излезат во пресред на она кои што се мои можности и ќе се заштитам во оваа кампања, а за 3 дена Скопје ќе има нов градоначалник на градот Скопје и скопјани ви благодарам за целата поддршка која што ми ја дадовте. Немојте да се плашите, бидете силни, бидете храбри. Ова сега што се случува, веќе во понеделник ќе биде минато. Ви благодарам. Бидејќи Скопјани, ајде. Премиерот Заев врз основа на тоа што нели излезе дека имате бугарско државјанство, повика да се повлечете од кандидатурата. Вие тврдите сега дека немате државјанство ниту Знаете пасош. како вака, И прво на една кој работа начин, ќе ви како- кажам. како тоа Премиерот го Заев сега коментирате? ќе Допреша направи се се за да си ја спаси политичката кариера. Тој требаше прво да го повлече неговиот актуелен градоначалник господинот Шилегов, затоа што ги лажат безумно скопјани во изминатите 4 години со проекти кои што не постојат. Значи не сработија, не испорачаа и сега ќе бараат од мене да се повлечам. Јас сум искрен и честен човек, јас сум човек кој што влезе во оваа трка знаејќи со што ќе се соочам. Кога дојде до таму премиер да се плаши од жена, извинете, нека си размисли тој убаво и по понеделник нека си ја поднесе оставката. Планирате ли да докажете дека немате државјанство и пасош? Ќе планирам се да докажам од прво до последно што го кажа, затоа што во оваа кампања, од денот кога кажав дека овие луѓе ќе имаат одговорност, почнаа да ме напаѓаат. Претходно каде беа овие напади? Јас живеам во градот Скопје 42 години. Скопјанка сум, македонка сум. Живеам тука 42 години, со своето семејство, со својот сопруг, со својот син. Направив многу, можам многу, и овој кој што напаѓа денеска, по понеделник очекувам дека ќе си ја поднесе својата оставка, затоа што така кажа. А еве јас денеска кажувам дека јас не се повлекувам. Скопјани упорно бараа дебата, дали би можела вие да преминете преку вашето навредено срце и сепак да седнете на иста маса со Јас Шилегов? со овие луѓе што навредуваат, што лажат без срам, кои што денеска ќе кажат едно, а утре лажат и си го побиваат и кажуваат друго, треба да седам на иста маса. Дали заслужува било кој еден човек скопјанец да го навредуваат во лице, во очи, да лажат, да манипулираат и да седи, да дели иста маса со овие? Кога ќе станете, Дали сметате дека го заслужува било кој еден човек ова сега што го прават? доколку станете градоначалничка, ќе морате да седите на иста маса со секакви луѓе. Вие утре можете да кажете дека и од нив сте навредена. Со сите не. Тоа е манипулација груба. Јас ќе седам со сите луѓе кои што се честни, кои што се добри, кои што се квалитетни, кои ќе бараат мојата помош да им помогнат да живеат во поубав град. И јас не се кандидирам за премиер на оваа држава. Јас ќе се кандидирам за човек кој што ќе овозможи да има асфалтирани улици, да има водовод, да има канализација и да го исполнам сето она кое што го дадов во мојата програма. Значи јас сум пред се човек кој што ќе биде градоначалник на овој град и човек кој што ќе им помага на скопјани. На социјалните мрежи се појави слика од вашата блока што сепак пишува дека сте Даниела Арсовска. Значи ве молам, тие знаат да вадат слика од алманах некој каде што ми погрешил име, а не знаат да ми го извадат изводот од книгата на родени. Луѓе ве молам, јас сум Даниела Арсовска, родена македонка од Македонија. Со дедо Дане, основно училиште учев во училиштето Владо Тасевски. Средно учев во гимназијата Никола Карев во Скопје. Цел живот живеам тука, ги почитувам сите вери, сите религии. Сите луѓе од секоја националност, сум православен христијанин, меѓутоа имам пријатели од сите националности и верувам дека тие ќе знаат да го изберат она кое што е во овој момент подоброто решение од ова кое што треба да се замине.